Гуливер и липутанците, според романот на Джонатан Свифт. Лекарот Леймул Гуливер беше на бродот кој пловеше кон југоисточна Азија кога доживеа на вистина неверојатна авантура. Првите недели од пловидбата поминаа без проблеми, но еден ден страшна бура го погоди бродот и тој потона. Од целиот екипаж Гуливер беше единствениот преживеан. Тој доплива до брегот и заспа на плажата, целиот исцрпен. По неколку часови, кога повторно ги отвори очите, беше многу изненаден кога забележа дека не може да се помрдне. Всушност, тој беше врзан за земјата од глава до петици со мощни тенки конци. Со нагло движење успеа да ја сврти главата и виде дека е опколен од армија мали човечиња, високи само неколку сантиметри. Инстинктивно лекарот се обида да се ослободи, но во истиот миг дожд од миниатурни стрели се истурија врз него, бодејќи го како иглички. Еј, престанете, ме повредувате, свика Гуливер. Тогаш едно мало човече кој изгледаше дека е водач на војниците се доближи до неговото уво и почна да му зборува нешто на некој непознат јазик. Се разбира, Гуливер не разбра ниту збор, но стомакот почна да му кркури толку гласно што сите сватија дека тој е прегладнет. Потоа, водачот им нареди на другите да ги исечат малите јаженца со кои беше врзан, па лекарот седна во еден ќош. По кусо време, неколку мали човечиња му придонесоа безброј послужавници полни со храна и многу малечки буренца со вино. Убеден дека ја стекнал нивната доверба, Гуливер јадеше колку што му душа сака. Меѓутоа, одеднаш го обзеде неодолива дремка и тој ги затвори очите. Виното што му го донесоа сигурно содржеше многу силен прашок за спиење, па Гуливер брзо заспа. Кога се разбуди, тој се најде врзан за една зграда која беше доволно голема за да го собере целиот. Низ портата Гуливер можеше да му се восхитува на градот со кој беше совршена миниатура. Колку необично место, рече лекарот восхитено додека ги гледаше куќичките и малите улички и ситните кочии кои минуваа по нив. Секое утро голем број кројачи, исто така мали, го обколуваа за да му земат мерка за нова облека. Други мали човечиња кои носеа готвачки капи и келнерски престилки го хранеа обилно. Меѓутоа, секој пат кога Гуливер ќе ги покажеше своите окови и ќе побараше да му ги отстранат, тие секогаш го игнорираа. Деновите минуваа и лекарот свати дека имаше само еден начин да ја придобие довербата на своите темничари. Му беше доделен учител кој го учеше на јазикот кој се зборуваше во тоа волшебно место наречено Лилипут. И едно утро Гуливер побара и му беше дозволено да се сретне со тамошниот крал. Веднаш падна на коленици пред него, молејќи го: "Ваше височество, ве молам да ме пуштите да си одам дома." Кралот си ја почеша брадата, го погледна и одсечно му одговори: "Не, може да бидеш опасен." Всушност, тој не сакаше да го пушти Гуливер затоа што имаше еден план. Сакаше да го искористи како тајно оружје за да ги порази жителите на соседниот остров Блефиску, со кој војуваше веќе многу долго време. Впрочем, не помина долго време кога непријателските бродови почнаа да се надзираат на хоризонтот, подготвени да го нападнат Лилипут. Кралот го повика Гуливер и му предложи: "Ќе те ослободам ако не заштитиш од непријателите." Лекарот прифати без двумење и отрча да земе неколку железни шипки. Ги свитка како куки за кој заврза јажиња и така направи еден вид рибарски конци со јадици. Потоа отиде на брегот, влезе во водата и се упати кон непријателските бродови. Еден по еден ги закачуваше со куќите и потоа сите ги отвлече на брегот за да му ги предаде на царот. 3 пати уреза Гуливер. Липутанците викаа во еден глас. Меѓутоа, кралот се уште не беше задоволен. "Сега, кога ја поразивме армијата на Блефеску, сакам да ми помогнеш да го освојам и нивниот остров," му нареди кралот на Гуливер, но џинот го одби без колебање. "Ве одбранив од непријателскиот напад, но никогаш нема да пробам невини луѓе." Поради тоа што го одби, кралот почна да го мрази толку многу што реши да го убие. Меѓутоа,
еден од војраните, кој му беше пријател на Гуливер, веднаш му кажа се за кралевите наредби. Мораш да избегаш пред да биде предоцна. Лекарот го послуша советот и избега ноќта. Преминувајќи го малото море, кога се наоѓаше помеѓу Лилипут и Брефеску, стигна до друг остров. Побара прибежиште кај тамошните жители, а тие великодушно го примија, давајќи му се што му беше потребно. Еден ден гледаше во хоризонтот. Гуливер виде чамец кој лептеше превртен на брановите. Чамецот беше голем токму како за него. Ура, сега ќе можам да се вратам дома, си помисли, па со помошта на своите нови пријатели го довлечка трупот на чамецот до брегот, го поправи, го направи јарболот и големото едро. Пред да отплови, му се заблагодари на кралот на Блефеску за се што неговите луѓе го направија за него. А при тоа доби и неколку златници од кралот. Ваше височество, сакам да си земам неколку сувенири од вашата земја, затоа што никој нема да ми поверува на мојата приказна кога ќе се вратам дома. Земи неколку крави, рече кралот, и така Гуливер си замина снабден со доволно залихи, со злато и неколку малечки кравички. По неколку денови најде на еден голем едреник, викајќи и мафтајќи со својата шапка, успеа да го привлече вниманието на бродската стража. Па едреникот скршна од својот курс за да го земе за лутаниот морепловец. Ако ме одведеш дома, ќе ти дадам специјални подароци, му рече Гуливер на капетанот, покажувајќи ги минијатурните кравички од Блефеску. Колку чудесно, извика капетанот и веднаш прифати, па побара да му раскаже за сите неверојатни авантури низ кои поминал. И така, приказната за приказна, Гуливер се врати дома.